Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во Гласот на народот, почитувани. Како што знаете да обработуваме секакви најубави теми кои се однесуваат за Македонија и незиното национално богатство или национален трезор, а мене тоа ми е голем предизвик. Во една пригода за и околу Чебрен посвети внимание како прв дел, а реков дека ќе продолжам и натаму, едно од најважните природни ресурси што Господ ни го даде и го имаме, дојдовме во ситуација да го браниме, бидејќи во оваа држава има луѓе кои наистина немаат ни чувство, ни емпатија, ни никаква македонска емотивност, да речам, кон оно што Бог го даде како природно богатство. Се сеќам пред 20 на години, исто така застанав храбро, со љубов, да го одбраниме тоа што нашите дедовци, татковци го градеа заедно со нас, помлади, електростопанство на Македонија и продажбата на денешно евано. Не успеавме, бидејќи беа мангупите посилни и го дадоа така. Но Чебрен, кажав дека тоа е една убавина, исто така ни се заканува да биде даден, распродаден. Според вас дадовте еден предлог, најава и кажавте Чебрен, спас или ново предавство. Звучи многу силно, но веродостојно. Затоа го поканив мојот драг пријател Атанас Котуневски, универзитетски професор, кој ќе поздравам и посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер. На вас ви благодарам на поканата да бидам во вашата емисија. Да бидам искрен, затоа спомнав, се знаеме пред 20 на години, колку има? Се знаеме 20 на години, с 2005 се боревме Евана да не ја купи нашата електродистрибутивна мрежа. За жал не успеавме во таа борба, но мислам дека после 17 години искуство со Евана како собственик на нашата електродистрибутивна мрежа, мислам дека можеме да кажеме дека бевме во право. Професоре, секој е нормален човек, паметен политичар, не сме да си дозволи да го продаде националното благо, златната кокошка. Британците се преедоа, го продадоа на чесите, меѓутоа Британија си е Британија и направи еден маневар, си го врати електростопанството. Словенците ни најмалку, како и што е со Телеком. На што се должи таквиот чин на продавство, продажба на нешто што не се продава? Нашиот електроенергетски систем е граден 60 на години после Втората светска војна и тоа е национално богатство од кое ниту 1% не треба да се продаде. Значи тоа просто не треба да биде тема за дискусија дали треба или не треба да се продаде. Сега се појавуваат гласини дека ќе се продава блокот во Рек Битола, дека ќе се продават некакви проценти во МЕПСО, удел, значи некој ќе влезе во МЕПСО и ќе биде делумен или мнозински собственик на МЕПСО. Денеска сме седнати тука да поразговараме за Чебрен и за сливот на водите во Црна река, дека и тоа ќе се даде некому. Тоа ниедно од овие работи што ги спомнувам не е за продавање. Значи не треба да биде тема за дискусија дали треба или не треба, секако дека не треба. Тоа е национално богатство што не е за продажба. Впрочем, многу земји со закон го имаат забрането продавањето барем на водните ресурси. Овој 21 век ќе биде пред се век на водните ресурси. Се очекува водата да биде ресурс кој што ќе биде појак од секој друг ресурс. И ние ако водите ги продаваме, ќе останеме без главниот ресурс кој што ќе биде ресурс на овој век. С краја експертите или визионерите на светот велат дека војните ќе започнат токму поради водите и недостаток на војните. Па многумина сметат дека 21 век ќе биде век на водните ресурси. Ние мораме да ги зачуваме водните ресурси. Така. Јас ќе поздравам мојата екипа, тука се Гордана, Горан, Јован, кои исто работат максимално за вас, заедно со мене.
и својот почитан соговорник. Ќе замолам Гордана да ни го емитува слайдот што замолива со професорот што коментираме. Тоа е познатиот Орвел кој вели. Може Гордана да одиме со слайдовите, па ќе ги коментираме со професорот, да. Најефективен начин да се уништи еден народ е да се негира или избрише неговото собствено познавање од неговата историја. Вели Џорџ Орвел. Што ќе кажете про ова? Па во право е секако. Мислам, тој е таков великан и таков гений да сега ние со нашата маленкост не би требало да велиме во право или некога, секако е во право. Значи тоа се луѓе кои што човековата цивилизација обележена, така да нема дилеми дека тоа е така. Одиме уште со еден интересен порака. Гордана, одиме со вториот слайд, молим те. Вели, народ кој ќе избере корумпирани политичари, натрапници, крадци и предавници, не е жртва, туку се учесник. Исто вели Џорџ Орвел. И ние во моментот на бирање не знаеме дека тоа бираме. Значи некакво оправдување благо за нас како народ е што ние во секој момент на бирање, јас ги следам изборите барем од 1990 во ова современа наша македонска држава, ние во моментот на бирање како народ секогаш мислиме дека бираме најдобро. И навистина кој ќе се избира некоја власт, ние мислиме дека таа власт ќе работи за доброто на народот. За жал, после неколку години владење, сваќаме дека сме се излажали. Исполно Џорџ Орвел како да ги пишал овие пораки за токму за нас. Ама Џорџ Орвел пишува за човековата цивилизација. Чисто кај нас за жал влие во поголем процент од што во други држави. И во други држави има вакви случаи, но изгледа дека во нашава држава или во овие околни наши соседни држави, овие реченици на Џорџ Орвел кои што важат за целиот свет, важат особено за нас како Балкан. Како наравучение, што треба сето тоа? Да се ослободиме од старите навики, да не бидеме послушници на тие кои дефинитивно посегнуваат по нашето национално богатство, национално. И да имаме малку среќа да дојде некој, што велеше мајка ми, од мајка роден, па да биде домаќин. Професоре, интересна е темата во контекст на тоа. Имаме тоа со простор да ги третираме темата и прашањата. Јас секој што сум се залагал, и ќе повторно подсетам, за еден предлог 5-2. Што тоа значи? За секој политичар да дојде на политичката сцена, представник на институциите, администрацијата, раководител, треба да помине из психолошки тест и полиграф. Дали се согласувате со мене? Па сега не знам дали некаде тоа се практикува. Јас лично немам против тоа, дали јас лично поминам низ таков тест, но би требало треба да дојде домаќин човек на чело на клептоманството, непочитувањето, се пак се некои душевни пореметувања кај еден индивидуалец, кој дефинитивно си го стави. Дали полиграфот ќе успее да го фати? Мисли дека ќе го излаже и полиграфот? Цел народ 2 милионски се лаже, така да полиграфот дали ќе успее да го излаже? Нашите политичари се татабата за се, дури и ќе го излаже и полиграфот. Се согласите? Па не знам. Рекоме дека темата е нарече народот е предложил Чебрен спас или ново предавство. Дали постои, професоре, основано сомнение дека се работи за своевременно коруптивни издружувања на група политичари и бизнисмени за продажба на националното богатство на Македонија во типот на Чебрен? Ние наназад недели, месеци на бројни трибини како Сдружение на инженери на Република Македонија се залагаме Чебрен и водите на сливот на Црна река да останат македонски. Така. Доказот зашто е тоа потребно и зашто е тоа важно и зашто тоа треба така да биде е лесен и ние веројатно во емисијата ќе го објасниме. Спротивно на нас, оние кои што велат дека Чебрен треба да се даде на странски инвеститор, не излегуваат со валидни, со аргументирани факти зашто тоа треба да се даде на странски инвеститор. Нашите факти ми се чини дека се јасни, јас ќе пробам и на едноставен јазик да ги објаснам. И тие недвосмислено ќе потврдат дека тој ресурс, Чебрен како ресурс и Тикаш како ресурс кој што е веќе изграден, како и Орлов камен како ресурс кој што треба да се изгради, за доброто на оваа држава мора државата да ги изгради и да останат македонски, односно државни. Уште повеќе, сливот на водите во Црна река треба да остане македонски и со тие води да управува Македонија, а да не управува некој странски инвеститор. Во моментов, со тие води управува Македонија, а во предлог проектот, односно оној проект кој што треба заутре да се потпише, ако се потпише и се реализира, со тие води ќе управува странски инвеститор.
Се плашам дека странскиот инвеститор ќе ги управува тие води во согласност со своите потреби, а не во согласност со она што на Македонија и треба. Ако даете вие концесија на вода некому, тој некој таа вода ќе управува во согласност со неговите потреби. Сигурно нема да ја управува во согласност со потребите на македонската држава. Значи, ќе испушта вода тогаш кога на Солунско поле ќе му треба, а нема да испушта вода тогаш кога на Пелагонија ќе и треба. Во моментов Пелагонија се наводнува со испуштање на вода тогаш кога нас ни треба, односно на Пелагонија треба. Се плашам дека странскиот инвеститор нема да води многу сметка за Пелагонија, повеќе ќе води сметка за Солунско поле. Дали мислите и што ќе додадете на обвинувањата и сомневањата на вашите колеги во кои тим спаѓате и вие, дека при подготвувањето на тендерската документација условите беа возможни, дадени простор само една компанија биде победник на овој надпревар? Видете, до сега на тема Чебрен се реализирани, односно неуспешно се реализирани 13 обиди. Добро. Или 14, ова е 15. Да. Основна причина за неуспешната реализација на тие 14 обиди е што поидовните основи за тендерска документација се изработени од грчката компанија Ексергија и тие не се валидни. Значи, во нив има податоци кои што прво не се валидни и не се точни, а второ, таа за документација е застарена и датира од минатиот век. Значи, вие ако имате поидовна основа за тендер, кој што содржи во себе невалидни податоци, автоматски ќе имате и неуспешен тендер. Значи, сите компании ќе дојдат тука, ќе видат дека она што како документација му го давате не одговара на она што на терен постои и автоматски нема да дадат добра понуда. За разлика од таа поидовна основа каде што грчката Ексергија како компанија е изготвувач на таа документација, постои француска документација, односно француски проект кој што е далеку поиздржан и повалиден, но за жал никој не се повикува на него. Се повикуваат на грчката документација, која што овозможува, која што вели дека Чебрен може да биде со 192 метри брана, дека има доволно вода за таа брана, што не е точно. Зошто тоа се прави? За да проектот Чебрен биде скап. Ако биде скап, ќе мора тикваш да се даде на оне што ќе го гради Чебрен. Ако мора тикваш да се даде, веќе сета игра е лоша за Македонија, добра за странскиот инвеститор. Ја режијата имаме нека анимација, точно видиме како тоа би изгледало, со оглед дека тоа веќе пати се кружи. Според експертската јавност неразбирливо е што Министерството за екологија не го испочитува законот за води. Па Министерството за животна средина и просторно планирање се очекува во четврток. Прво четврток се очекува да се подпише компанијата. Да. Но сеедно, таа компанија треба да има концесија за вода на 60 години, која што ќе издаде ова Министерство за животна средина и просторно планирање. А како таа концесија ќе издаде ако се знае дека редица елаборати за заштита на животна средина не се присутни, не се изработени, не се на маса. Значи ќе се влезе во некаква подпишување на договор без да се има позади себе потребни елаборати за да се стави тој подпис од аспект на заштита на животна средина. Например, Бернската конвенција предвидува Бернската конвенција ќе биде нарушена како европска директива за заштита на води од аспект на биодиверзитетот ако се изгради така голема брана на Чебрен од 192 метри. Значи некој во тоа министерство треба да објасни, да каже дека да, ние ќе го потпишеме овој договор иако Бернската конвенција нема да биде задоволена. Обратно треба да биде целата приказна, значи ние треба да објасниме зошто, како мислиме со овој проект да зачуваме таа Бернска конвенција. Значи, од аспект на биодиверзитетот не смееме да го потпишеме ова. Од аспект на Бернската конвенција за биодиверзитет. Јас и редица мои колеги неколку пати го потенциравме ова. Не е само биодиверзитетот, како ќе влијае овој проект на климата. Значи, вие правите една акумулација која што е сериозна, како тоа ќе влијае на климата, дали постојната акумулација од тиквеш, која што предизвика топли лета во тиквешијата и ладни зими, заради тоа што една голема акумулација се направи, па протокот на вода од Црна река се запре, дали тие топли лета и ладни зими со ова нова акумулација ќе станат уште потопли лета и уште поладни зими. Значи, некакво влијание на животната средина од аспект на климатските промени треба да се направи. Тоа не е направено, а ќе се потпише овој договор. Понатаму велат дека има таму во
тој район каде што треба да се направи акумулација, има веројатно и некој животински растителен свет кој што треба да се зачува. Треба и тоа да се испита. Има таму некакви археолошки наоѓалишта, никој за нив не зборува. Тоа област е во центарот на Македонија. Тој што ја има таа област под владение, односно под концесија, има доминира во Македонија. Тоа не е на периферијата, на границата со некој од соседните земји, тука е баш во центарот на Македонија. Крстопатот, коридорот исток-запад. Тука Јас е... не сум безбедносен експерт за безбедност, но од она што го знам е дека таму беше и криволак и висорамнината над Кавадарци. Тие подрачја се слабо населени, но се многу важни од безбедносен аспект, затоа што во случај на проблеми во безбедноста на оваа држава има специјални планови за евакуација, за безбедност. Зборби за Маријово. Да. Што е едно големо геостратешко место и Па позиција. геостратешко, јас не сум геостратешки експерт, ама така знам, така не Меѓутоа да му се уче. даде 60 години на концесија на страна држава во моментот Грција. Па треба да се Тоа да објасни. бидам искрен, не сме во некои сјајни односи. Не, ние би сакале, ние би, како да речам, со сите соседи сакаме изворени односи, ама тоа не значи дека соседот треба дома да го повикаме и да спие во нашата соба. Ме разбирате, значи имањето на добрососедски односи не подразбира продавање на нашиот дом. Се знае Рубиконот, црвената линија до каде е прагот на... Па мојот дом е мој дом, нивниот дом е нивни дом, ние ќе се вработуваме сјајно, ама како што он не дозволува кај него да се однесувам како што сакам, би требало и ние да не дозволиме тој да се однесува кај нас како што сака. Збориме 60 години да се даде еден многу неважен геостратешки потенцијални простор, само ќе направим на дигресија. Уште 95 година, што некои не сака да го прифати или не, меѓутоа бев скрунски сведок кога го слушнав првиот човек на Демократскиот совет на Америка кој вели сакаме да го релаксираме јужното крило на НАТО 120 км северно од Солун, тоа е токму Маријово, тоа е токму Криволак. Па ние постојано велевме Криволак и Маријово се геостратешки многу важни и Македонија може многу да добие бенефит од Да тоа што профитира. има Криволак и Маријово. Сега излегува дека тие да речем подрачјето Маријово дека ќе се даде под концесија некому. Водите се многу важни, настрана на безбедноста. Водите не се задавање. Во Словенија водите со закон се забранети да се дадат било кому. Значи, концесија на вода не можете да добиете, особено не на 60 години. Знаете што се 60 години, тоа е преголем период. Професори, таа брана треба се удират у гради, кај ќе биде најголема во Европа 190 Ама што ни значи нас најголема брана? Што тоа значи? Дека ќе влеземе во Гинисова книга на рекорди? Не разбирам. Треба да се види економскиот ќар на оваа држава од таква брана, не дали ќе биде најголема или најмала или не знам што. Прво, толку вода нема за таква брана. Токму тоа, колку треба да се полни тоа? Тоа треба да се полни 3 години. Што 2 значи години да? ако ни една капка не се испушти во Тиквеш, а со оглед дека Тиквешијата мора да се наводнува, тие 20 месеци треба, значи отприлика 2 години, Не држи. без една капка да се испушти. Со оглед дека мора некоја капка да се испушти, тоа во пракса ќе биде 3 години. Или можеби и 3,5 ако се работи за сушни години. Разбирате, 3,5 години Тиквеш хидроцентралата да не работи, тоа на ниво на пари, на ниво на струја од ХЕЦ Тиквеш само, чини 3 по 40-120 милиони евра. Загуба. Значи само, па не сте ја произвеле таа струја. За да се полни горната акумулација, таа вода не може да помине ни Тиквеш. Доека се наполни таа горна акумулација. Значи вие на некој начин стоите во место со ХЕЦ Тиквеш 3 години, доека се наполни горната акумулација. Тие 120 милиони евра никој не ги спомнува. Разбирате се, а не е само тоа. Тоа е еден сегмент. Значи некој треба да рече, добро, 3 години ќе ја полниме, 120 милиони нема да произведеме струја, но заради тоа бенефитите се ови. Нека наредат кои се бенефитите. Овде се плашам дека нема бенефит. За Македонија нема бенефит. Да. За странскиот инвеститор има сериозен бенефит. Го спомнавте ХЕЦ Тиквеш, можете уште да ми илустрирате што значи тоа на годишно колку се произведува и колку тоа чини? ХЕЦ Тиквеш како хидроелектрана прво е ревитализирана, односно е нова. Значи, влади или представници или коментираат дека ХЕЦ Тиквеш е застарена, да треба се ремонтира и слично. Не е тоа точно. Значи 2005 со кредит од Светска банка ХЕЦ Тиквеш е целосно ревитализирана. И таа е нова електрана. Во светот има електрани кои што работат по 200 години. Значи елекtraните замислете ги како едни воденици во кои што само камено што го меле житото го менувате и тие си работат и наредните 50 години. Значи една хидроелектраната како електроенергетски објект е вечен објект.
Не е тоа автомобил или мобилен телефон или нешто слично. Од тој аспект ХЕЦ Тиквеш е нов и дава струја на годишно ниво 150 гигават часа, зависи дали е влажна или сушна годината, но во просек 150 гигават часа. Таа струја сега, во моментов, се пласира на пазарот во Македонија преку ЕСМ и врз база на цената што ЕСМ ја одредува, чини 8 милиона евра. Значи ЕСМ вели таа струја ми чини мене 8 милиони евра, иако истата таа струја на берза чини 40 милиони евра. Значи ХЕЦ Тиквеш произведува најскапа струја, така наречена вршна енергија или пикова енергија, таа е најскапа, а трошоците за нејзино производство се најмали. Значи трошоците се толку мали да се што произведува скоро е ќар. Тој ќар е 40 милиони евра ако ја продадете на берза, а 8 милиони евра ако преку ЕСМ ја продадете на граѓаните. Во моментов таа се продава на нас како граѓани за 8 милиони евра со цел да се штити социјалниот мир и со цел да можеме како домаќинство да ја платиме таа струја, односно сметките за струја. А ако истата таа струја се однесе на берза како што планираат, таа струја што чини 8 денеска, после потпишувањето на договорот ќе чини 40 милиони евра. Значи 30 на милиони евра има разлика што овој народ треба да ја плати. Дали можеме сами да ја изградиме овој комплекс? Можеме. Имајќи факт дека 40 милиони евра би добиле на берза за струјата, Па ние можеме. и дека можеме да земеме кредити сами да го направиме. Како би изгледало? Една хидроцентрала се гради просечно 10 години. Значи тоа е сериозен објект, Чебрен е сериозен електроенергетски објект. Ние Козјак и Света Петка ги градевме 10 години, така што овој веројатно ќе се гради најмалку 10 години, но еве да земеме дека е 10 години. Чини 700 милиони евра, беа проценките 550, милиарда сигурно не чини да речеме 700-800, тоа се 70-80 милиони евра секоја година за овие 10 години. Па ние само од Тиквеш имаме 40. Ме разбирате, струјата што Тиквеш ја прави чини 40 ако ја продадете на берза, а трошоците се речете 0. Толку се мали да можеме да сметаме дека се 0. Ако е тоа така, тогаш оваа држава треба во наредните 10 години од буџетот да издвојува по 30 на милиони евра за да го изгради Чебрен. Од буџетот 30, од Тиквеш 40, 70 пати 10 700. Значи 30 на милиони евра за оваа држава е како за мене и за вас 3 денари во джеп. Значи 30 на милиони евра не се пари за оваа држава, што вреди да се рече дека ги нема државата. Значи не може да нема 30 милиони евра кога буџетот е 5,5 милиарди евра. Ме разбирате, значи односот е 5,5 милиарди према 30. Тоа исто како 55.000 да имате плата, да немате 300 денари. Прочитав дека од буџетот ќе би се издвоил в наредната година за тој фата Моргана, да го наречам автопат, Бехтел и Јенка што треба да го реализира, околу 240 милиони евра. Еми тогаш ние за 3 години со Бехтел и Јенка ќе направиме Чебрен. Ме разбирате, нас ти требаат 10 години од технички аспект да го направиме. Ние и да ги имаме парите денес не можеме за 3 години да го направиме, оти бара таа изградба на таков објект бара 10 години, бара 12, еве 10. Значи ние ако имаме за Бехтел и Јенка 240 милиони евра на годишно ниво, па зборуваме сега за 30 милиони евра на годишно ниво да се дотира струјата што Тиквеш би си ја продавал на берза. Значи ние како народ можеме да речеме луѓе, струјата на Тиквеш од сега ќе ја продаваме на берза. Од таа берза ќе имаме 40 милиони евра, од буџетот ќе издвојуваме уште 30, ети ти 70 милиони евра, за 10 до 12 години ќе го изградиме Чебрен и ќе биде наш. Ќе остане за внуците, за Нема да се даде на некој друг. Па нема да се даде на некој друг. Зошто мора да го даде? И 19, исправете ме, Заев рече поранешниот премиер дека сами ќе изградиме. 2018 во пролетта премиерот рече истото ова од збор до збор што јас сега го зборувам. Значи велеше Македонија има пари да го изгради, Чебрен мора да остане македонски, на Чебрен ќе се учат новите генерации студенти, Чебрен е прилика за нашата градежна оператива да повторно почне да се обнови, да се оснажи, да добие кондиција, оти сега нашата градежна оператива е во, да речем, минус. Значи, го фалеше проектот, исто како што сега јас го фалам, со тоа што велеше македонски. Што се случи да му се замати? За година и нешто се случи нешто што од тоа да Чебрен биде македонски и сливот на водите на Црна река бидат македонски, се сврте дека Чебрен ќе се дава некому. За година дена се виднува дека се од лукративни побуди. Не знам, дојде некој или се случи нешто што владата не можеше да го одбие, па мораше вака да постапи. Не знам, тоа треба да објасни владата зошто во декември 2019 одигра сосема спротивно од што во пролета 2018. Значи има траги од тие изјави, не е тоа тајна. Пак ќе речем ова што сега јас го зборам, премиерот го збореше 1:1 со мене.
Значи исто го збореше. Ковачевски го наследил. Ковачевски го наследи тој проект и за треба жал се го еве се имплементира. финализира проектот. Јас се надевам дека Че провладува ли разумот? Имајќи факт дека до година се изборите. А ова веќе е голем залак, некој да го голтне, бидејќи тоа е голема штета за Македонија. Видете, денеска сме средина на декември. На 28 јануар техничка влада треба да настапи. Не би требало да се потпишува вака сериозен проект кој што ќе влијае на 6 идни генерации, значи 60 годишни на овој проект. Значи не би требало овој проект да се потпише во услови кога ние имаме за 5-6 месеци избори. И има техничка влада од 28 јануар. Значи би било фер да овој проект влезе во изборните програми на секој од партиите, па да една партија рече македонски треба да биде Чеврен, друга партија рече инвеститор треба да го гради Чеврен, трета партија да рече нешто трето, па ние како народ ќе ги гласаме. Па тогаш со полно срце во јуни или во кој ќе се формира владата во јули, ќе речат па вие не изгласавте, сега имаме право да го дадеме на инвеститор или немаме право да го дадеме на инвеститор. Вака сега се плашам дека ние гласавме Чеврен да биде македонски 2017, оти примерот 2018 тоа го кажа, а 2023 испаѓа дека не е така. Ме разбирате, значи примерот диаметрално спротивно сега одигра од што да играше 2018. Што обичаено. Професор, дали ова нормално и во ред согласно Уставот на Република Македонија, кај што јасно стои дека не сме да се тргува и да се оттуѓуваат националното богатство на Македонија. И што мислите за идејата се тоа да излезе на референдум, што е најчесто и најискрено? ХЕЦ стигаш како хидроцентрала која што дава сериозни количини на електрична енергија, а особено водите од Црна река се национално богатство на оваа држава. Така. Кој што не смее да биде предмет на давање никому. Сега, ако некој сака да го дава тоа, може би има некои виши интереси што ние не ги разбираме, треба најчесно е да биде на референдум. Јас реков, нека има, ќе има избори, референдумот дали ќе има референдум или ќе има избори во мај до година е сеедно. Значи или на референдум, па да се објасни што е предноста, што се недостатоците на овој проект, па народот нека гласа. Значи тогаш сите аргументи на луѓе како мене што велат дека не треба да биде дадено, ќе паднат во вода ако народот изгласа дека треба да се даде. Значи пазите, јас се обидувам да објаснам зошто не треба да се даде. Ама ако народот рече треба да се даде, едноставно ќе се даде и готово. Народот треба да се праша, оти ова е на народот, ме разбирате ли што е тајната на целата приказка? Ова за што збориме, Чебрен, Тиквеш, Орлов камен и особено Црна река се народна собственост. Не е тоа собственост на сегашната влада или на некоја идна влада. Владата само управува со нив во име на народот. И тоа е привремено во секој случај. Па привремени се сите влади, не се вечни владите. И нема право да располагат и да решават. Ама ако оваа министерка за утре потпише, таа министерка на 28 може нема да биде министерка, во таа нова техничка влада, таа министерка нема да биде министерка, ќе биде некој друг. Па чекайте сега за месец дена пред да не бидеш министер, да потпишеш нешто што ќе тангира, што ќе погоди 60 генерации од денеска, некако нема, дури да е правно издржано, дури да е законски покриено, некако нема нешто фали, ме разбирате, нешто фали. Нема некаква морална димензија целата приказка. Не можам јас да потпишам нешто што ќе тангира 60 генерации, а уште месец дена сум министер. Поготово што нема сериозни документации, ме разбирате. Ајде да е се чисто, се е супер, народот е одушевен, сите аплодираат, да потпишеме сите заедно. Ама овдека има сериозен отпор од сериозни, видни, еминентни професори. Јас со Вајле реков на друга емисија десетици белокоси професори, значи пензионирани професори што имаат над 40 години стаж и кои што цел живот си го посветиле на ова, едногласно велат не. Ниеден од другата страна нема белокос или некаков поинаков професор што вели да. Не мора да биде професор, нека биде стручњак. Значи овде сите професори и сите стручњаци велат не. Спротивно, наспроти нив, нема ниеден професор и ниеден стручњак што вели да. Само политичарите велат ќе потпишеме. Некако не е фер. Ме разбирате, нема ниеден професор што вели да. Барем да најдат еден и да речат, еве јас сум професор, или еден стручњак да речат, јас во база на моето 30 годишно искуство како енергетски експерт, велам дека треба да се потпише. Нема таков, не чувме. Професоре, меѓутоа има и таков призвод дека и медиумите како да се рамнодушни. Дали тоа веќе некој им диригира дека не сме да се инкорпорират во сето ова? Но ние правиме трибини, медиумите ги покануваме, за среќа
Секоја чест на поедин. Минатиот четврток дојда 4-5 медиуми, дадоа изјави, но за жал нема некои дебатни емисии. Пазете, ние правиме дебатни емисии за се и се што, за ова што мислам дека е голема работа и што може да тангира 60 генерации, затоа што на 60 години е концесијата за вода, и кој што тангира водни ресурси, кој што тангира ХЕЦ Тикаш како национално благо на овој народ, за тоа нема дебатна емисија. Ќе најдете дебатна емисија за се и се што, но за ова не. Јас се плашам дека нема дебатни емисии од и ваму луѓе што ќе го напаѓаат проектот, што ќе велат Чебрен треба да биде македонски и водите на Црна река треба да бидат треба да останат македонски, ќе најдат. Се плашам дека не може да најдат некој што ќе го брани. Значи, пазите, за да има дебата треба некој да брани и некој да напаѓа. Проект контра. За напаѓање лесно ќе најдат луѓе. Еве ги, јавно кажуваат. Ама за одбрана изгледа тешко наоѓаат луѓе и ете нема дебатна емисија. Нема некој што ќе го брани. Народот го нарекува се овој начин шверцерски начин на водење на политика. Дали треба ваква шверцерска политика? Пазете, овој проект има шанси само ако транспарентно се објави на сите можни веб сајта што е позадината. Значи, може би ова ја што го зборам не е така. Врз база на моите сознанија е ова така. Може би не е така, ама треба да објаснат од другата страна. Тогаш треба да речат ова што го збори професорот, не само јас, пак ќе речам позади мене или заедно со мене имаше 10 други професори. Константин Димитров беше исто така. Има 10 професори, ако сум јас 60 годишен, овие се 70 и кусур годишни, значи вкупно имаме 1000 години искуство, сите заедно. Пошто се они 10 по не знам колку. Да. Разбирате, значи не се работи за почетници. Ако на нивните аргументи од другата страна нема сериозни аргументи, тогаш тие што го бранат проектот имаат сериозен проблем. Значи јас да сум на нивно место, сега се што имам како елаборат, анализа, студија и слично, ќе го извадам и ќе речам овие професори зборат против, но овие професори не се во право од овие причини. Еве го елаборатот за тоа. Еве го бенефитот на Македонија од тоа. Еве го бенефитот од друг аспект на Македонија од тоа. Они тоа не го прават. Пазите, ние немаме ништо, не го имаме договорот на сајт па да го видиме. Ме разбирате? Значи, и тоа го кријат од народот. Па не се знае. Значи, они ќе потпишат договор што никој не го видел. Фантом договор. Па не го знам, јас барем не го знам, го нема на сајт. Документацијата е нема на сајт. Нема ништо. Зошто се крие од народот? Па затоа што? Или создава сомнеж во секој се што се крие, создава сомнеж, нормално. Дали како загрижени граѓани и експерти, како што спомнавте, 10 еминентни професори сте секако во овој тим, кој јас ги поздравувам. Не се само професори, има и стручњаци. И стручњаци, има стручњаци што биле на назад 40 години влезени во голема група, во секој случај интелектуалци и професори. Кога велам стручњаци кои што биле во проектов Чебрен и Вардарска долина на назад целиот свој животен век. Да не ги редам имињата сега. Значи луѓе кои што целиот свој живот и стави свој подпис го посветиле на ова. Ме разбирате како што некој посветил цел свој живот на собирање нешто, еве, не знам што, значки. Има луѓе кои што цел живот го посветиле на ова. Па тие луѓе велат не. Ном пасара. Тие луѓе со подпис свој велат не. Па треба барем да се сослушаат тие луѓе. Ме разбирате, треба да речат, добро, тие луѓе заслужуваат едно попладне или еден ден или не знам како да ги викнеме и да им објасниме дека они велат не, но има аргументи за, еве ги аргументите за, заради што ние ќе потпишеме. Не се случува тоа во пракса. Овие луѓе како да не постојат, а луѓето се еминентни, пазете, не се тоа луѓе паднати од небо. Денеска 12 декември, значи за 48 часа е тој ден, кај што треба да се потпише еден фантом документ, договор на штета на Македонија. Дали подготвувате некоја представка званично која треба да ја представите пред светот, пред македонските институции, како резултанта на вашата анализа дека ова е штетен документ и дека ова доси големи катастрофални последици на македонската економија? Подготвивме представка и ја поднесовме до 6 релевантни институции. Кога? Денес подпишана, испратена, архивирана со архивски печати и слично. И очекуваме тие 6 релевантни институции од почнувајќи од Уставен суд па до јавно обвинителство или слично да се произнесат. Антикорупција, државна Уставен суд. Да, 6 се најрелевантните институции што можат на оваа тема да кажат нешто. Очекуваме овие 6 институции да кажат луѓе, поднесовте представка, не сте во право од овие и овие причини. Значи и тој одговор нас би не задоволил да ни образложат зошто не сме во право. Ме разбирате, значи ние не велиме вака е и никако поинаку не е. Ние велиме, ние мислиме дека е вака.
Од другата страна има само молк. Значи ние мислиме дека е вака, повелете, кажете ни дека не е вака, односно кажете како е. Ако ни една од овие 6 институции не каже ниту збор, тогаш не е добро за ниеден од нас. Оти таа представка, пак ќе речам, не е поднесена од лица кои што не се упатени во проблематиката. Баш напротив, упатена од 10 лица кои што се најупатени во проблематиката. Да не ги редаме имињата, може не се тајни имињата. Ако е тоа така, заслужуваме барем малку внимание и да ни се објасни што се случува. Оти пазете, ние не се бориме за нас лично. Овде нема никаква лична борба. И не се бориме за некоја партија, и овде нема никаква партиска борба. Нити знам тие други потписници што се, од која партија се, нити па сакам да знам. Нити па мислам дека се, можеби не се, веројатно не се. Овде треба тие 10 луѓе кои што го посветиле својот живот за доброто на оваа држава, да се удостојат со одговор. Ако тие 6 институции не поднесат никаков одговор, лошо е. Лошо е за државата. Тоа значи државата не функционира. Ги спомнав британците дека се покаја што го продадоа своето електростопанство на чесите и си го вратија назад. Контекст на тоа, зашто дека си го изградиме самите овој проект и си го имаме за нас за генерации, а бенефитот ќе се осетат почуства веднаш. Ама еве, вие тоа го прашувате, јас тоа го прашувам, а за среќа премиерот Заев 2018 пролетта го кажа тоа дека е така. Пазете, премиерот на највисока функција во оваа држава од 2018 пред 4-5 години велеше да, така и така ќе направиме. Пазите, он беше избран 2017 Да. и година-две после изборот, значи пролета 2018 вели Чебрен е македонски и водите на Црна река ќе бидат македонски. За да сега ние се сведеме дека баш обратно, Чебрен нема да биде македонски и водите на Црна река нема да бидат македонски. Што се смени? Беше станало збор дека концесија, односно некој придонеси процентуално. Колку понуди е тоа? Грци, тоа е тема за која можеме да разговараме долго и на широко. Значи грците нудат 33% за следниве работи. Им го даваме ХЕС тикваш со 40 милиони евра годишно, годишен чар од струјата што тикваше прави. Ќе им изградиме 400 киловатна трафостаница. Ние како држава. Ќе им изградиме пристапни патишта, знаете Мариово колку е пристапно, значи во непристапен терен треба да им изградиме пристапни патишта. Екстра. Ние ќе го финансираме тоа како држава. И четврто, реков, киловатна трафостаница, експроприација на земја и патиштата. Значи 4 работи даваме. Тиквеш, патишта, експроприација и трафостаница. Колку е таа финансиска конструкција? Пазите, овие 4 работи треба ЕСМ да рече не чинат толку и толку пари. Значи колку чинат патиштата, колку чини трафостаницата, колку чини експроприацијата на земјата и колку чини тиквеш. За тиквеш знаеме дека чини 40 милиони евра. Овие 3 не знаеме колку чини. Ама чинат сериозни пари. Таму се 3-40 километри пат во непристапен терен, се едно што не е автопат, туку е пристапен пат, пак ќе чини. Ако објект Ленка чини 25 милиони евра, ова ќе чини 100 милиони евра. Така. Ќе чини. Експроприација на земја. Треба да се види чија е таа земја. Нешто е државна, може многу дел од таа земја може и да не е голем дел од земјата може и да не е државна. Но сепак не им го правиме тоа. Ние, овие 4. И велат овие 4, 33% е доста. Државата, односно не само се задоволува со 33% за овие 4 ставки. Пак направили ли некоја анализа колку чинат овие 4 ставки и дали тие 33% се адекватни за тие 4 ставки? Може би чинат 60%, може би чинат 62%, може би чинат 28%. Како тоа, баш 33% се задоволителни. Уште повеќе ако се знае дека тие 33% грчки пред 10 години имавме за истите тие позиции 49% нудеа германците. Значи тогаш ние одбивме 49% од германците. А прифатиме се 33. А сега прифатиме 33 од грците. Зошто? 33 е помал број од 49. Така. Второ, германците нудеа концесија на 39 години, па порано да ни се врати нас како Колку држава. на 39? 39. А одека 60? Овде е 60. 6. Некој велат 67, некој велат 60, не знам. Еве 60 нека биде, помалиот број нека биде. Како тоа сега 60 години грчки испадна пократки од 39 години германски. Професоре, по подпишувањето, што се вели, се треба да се формира како комисија за дефинирање на фирма со заедничко акционерско друштво, од кој што 33% ќе биде на ЕСМ. Што тоа значи? Па тоа значи дека, јас колку што сваќам, во четврток треба да го потпишат тоа.
и да речат да, ние како СМ државно потпишуваме со грчката компанија дека овие 4 работи ќе ви ги дадеме, дека тоа ќе чини 33% и слично. Но имаат по мене, не кажуваат како, но имаат проблем што не е решен, односно не е решлив. Има создаден дека таму, да, можете. Значи, по законот за концесии и јавно-природно партнерство, таа компанија што во четврток ќе потпишат, треба да биде максимум, може да биде на 35 години. Не може да биде подолга. Значи, законот вели, можеш да формираш јавно-природно партнерство со некого, ако таа компанија ново формирана, трае најмногу 35 години. Повеќе не можеш. Од друга страна, по законот за води, концесијата на вода на таа компанија се предвидува на 60 години. Значи, вие се треба во четврток да потпишете компанија што ќе трае 35 години и која што истовремено ќе има концесија на 60 години, што не е можно. Се не е логично. Па како ќе го потпишат? Тоа не кажуваат. Меѓутоа имаме една информација дека неодамна има изјава од господинот Христо Јан Мицковски, кој што вели дека грчката фирма имала наводно некој приговор во рамките со овој договор или жалба во 4 точки во одлуката на владата, што е донесена на 24 септември ова година, односно во точката 4 и 5, исто така во точката 8 има приговор. Дали тој ќе го одолжи потпишувањето овој страшен и штетен договор за народот и Македонија? Пазете, сега ние се надеваме дека грчката страна со свој приговор ќе го одложи потпишувањето на овој договор. Значи, наместо ние како македонска страна да речеме овој договор е штетен и не чини за Македонија и не го потпишуваме, ние се надеваме дека грчката страна со свој приговор ќе оневозможи потпишување на тој договор. Не би сакал грчкиот инвеститор да ме спасува мене како македонец. Ме разбирате, ние имаме своја сопствена глава, своји сопствени размислувања, ние треба да речеме ова е добро за Македонија, ќе го потпишеме, или ова е лошо за Македонија, нема да го потпишеме. Значи, пазете, сега се сведовме да се надеваме како народ, како држава, дека странскиот инвеститор ќе бара премногу, па тоа премногу нема да биде прифатливо за за нас. Мислам, се доведовме во апсурдна ситуација. Она што досега му се дава на странскиот инвеститор е огромна концесија. Ако на таа огромна концесија и огромен бенефит уште нешто плюс треба да му дадеме, мислам, стварно, веќе станува преку леб погача. Ние лебот го дадовме, сега сака погача да му дадеме. Лебот го дадовме. Професор, веќе лагавме во финале на емисијата, со оглед дека навистина сакам да превладува разумот и со оглед дека и тука би ве прашал, дали отсутствот на казнивоста и непочитување на законите доведе до ваква лакрдија, вакво голем комоцитет на политичките и бизнес елитите да прават што сакат со Македонија? Па не казнивост, не знам. Јас знам примери на луѓе што се казнети за многу помали, да речам, работи од што сега се спрема да се направи со Чебра. А исто така има и примери на луѓе што не се казнети за слични злочини како што се предвидува со Чебра. За жал, целиот судски систем е таков да е скроен да казнува по некакви чудни критериуми. Многу често казнува кај што не треба, а не казнува кај што треба. Најкратко за МЕП се спомнавте, што е тоа уште поголема опасност, уште голема. Па се јавија гласини кои што после се демантира, ама пак повторно се јавија и не се демантира и така остана да кружи во јавноста дека МЕПСО ќе се продава на Што е на големата кокошка, златна кокошка во Македонија. Ама не гледам зошто се продава нешто што е, пазите, нешто што овој народ градел 60-70 години. Се збори што грчка компанија. Пак со грчка компанија. Значи ние градевме 60-70 години и сега некој доаѓа и тоа што сме го граделе како народ држава 60-70 години го продава. Може да го продава, може би, ама треба да објасни сериозно зошто го продава. 2005-2006 го ја продадоа дистрибутивната мрежа. И видовме што. Лош ефект има тоа, по мене. Некој може ќе рече не е така, ама јас мислам лесно се докажува дека е така. Сега се планира да се продава дел од МЕПСО, се планира блокот во Битола да се продава. Се продаваат работи што ја подкопуваат државата. Разбирате, не се продава едно одело, па ќе си купиме друго одело. Се продава нешто што не можеме да го купиме после. Разбирате, се продава нешто без што немате држава. Професоре, благодарам многу што бевте мој соговорник.
Еве, заминува и 45 минути, меѓутоа се надам дека ќе продолжат во пак рациото, вашите представки ќе допрат до институциите и дека се надам дека нема да поминат. Благодарам за поканата и да не се свати дека ова се само мои представки. Позади мене или заедно со мене тимот сериозна од огромна бројка на експерти кои цел свој живот го внесува. Не е ова лична работа, моја. Меѓутоа, ова е порака и аларм до народот. Режеве мола, јас знам дека ќе надминаме на минута, но мораме тука будењето. Ова е вистински аларм. Ви благодарам многу што бевте со нас. Почитувани, ова е вистински аларм и не дозволувајте уште едно велопредавство од ова власт. Народот порачува, а јас ќе замолам за ваше будење. Пријатна вечер. Ми рекоа, молчи, треба да се почитуваат верските права на другите. Си легнав да спијам. Кога се разбудив, моето сонце од кутлеш беше на земја, а друго знаме се вееше. Ми рекоа, така мора. Не било мое сонцето од кутлеш. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.